Добро вечер, Бутикизар. 30 години песна, говори македонски традиционален пес, украсат името на најпознатиот демирхисарски бренд. Едно од главните обележки на демирхисарскиот крај покрај неговите природни и духовни богатства. Вечерва, неговите членови прославуваат 3 децении постоење низ времето, гордо носејќи го името на најважниот ден од македонската историја, кој што е пресликана во чекорот на играоците и звуците на оркестарот. Почитувани посетители, добре дојдовте на годишниот концерт 30 години Кутилин ден Демирхисар. Идејата за основање на Кутилин денот Демирхисар скромно почна да се развива во 1993 година. И до ден денешен жива, благодарение на сите оние демирхисарци кои што трудолюбиво низ годините се надобрасувале и го продолжувале делото на идејните творци и основачи. Кутилин Демирхисар од своето основање па до денес на полето на изучување, чување, презентација и продолжување на народната култура и традиција постигна резултати што со право го вменуваат во репрезентативни фолклорни друштва од Македонија. Повеќе децениската активност, едукацијата на гребеници во народната култура, многобројните сценски презентации дома, но и надвор, овозможија Кутилин денот Демирхисар да прерасне во символ на љубов кон традиционалните вредности и да стане репрезент на фолклорната традиција. Секоја генерација, делувајќи во различни услови, си имала различни предизвици и цели, но негувањето и презентацијата на народната култура представуваат заедничка вредност за сите. Меѓутоа, душата на друштвото е составена од гласот на стотици срца што во заеднички ритам, усогласени и избрани во тугарство и посветеност, оставија дел од животот, дел од себе во секој чекор, секоја наскока или солза, секој збор, градени во друштвото и сплетоа во себе гнезда од спомени и чувства, што како рајско богатство се ги чуваат, штитат, временатеме и посетуваат. Почетоците на друштвото во првите години биле забележани во Центарот за образование Крсте Петков Мисирков, но за многу брзо тоа добило место тука во Домот на култура Дилинден во Демирхисар, каде што до ден денес ја игра улогата на негова матична установа. Од тук. Културата се случува овде на од најзначајните работнички. Е на сцената да го поканам првиот човек, сегашниот прв човек на Домот на културата, кој преку неговите заложби и трудолюбивост направи ова место да го врати заслужениот сјај. На сцена се поканува директорот Славче Веленовски. Почитуван градоначалник на општина господин Никола Недовски, почитувана пратеничка во Собранието на Република Македонија господица Марија Кочовска, почитувани руководители на локалните државни институции, представници на Советот на општина Демирхисар, представници на културно-уметничко друштво Илина Битола, културно-уметничко друштво Бисер од Кичево, културно-уметничко друштво Илина Струга, почитувани соработници, драги родители, баби, дедовци, сите останати гости, добро дојдовте на овој концерт за кој што го обележуваме овој 30 годишен јубилеј на Кутилин ден Демирхисар. Како што знаете, обележувањето на овој голем јубилеј започна уште вчера со промоцијата на оваа книга 30 години Кутилин ден Демирхисар од автор Златко Бошевски, а ќе продолжи во текот на утрешниот ден, затоа што закажуваме уште еден втор концерт. Истиот овој концерт ќе биде одржан во текот на утрешната вечер. 30 години јубилеј е една голема бројка
Тоа се години исполнети се многу песни, игри, ора, настапи, гостувања во земја на странство. Стотици наши суграѓани поминале низ друштвото и оставиле некоја трага во него, и не само во него, туку и во самата историја на Демиркисар. За историјата на друштвото нема многу да зборуваме вечерта, затоа што таа е долга и исполнета со голем број на настани и случувања, за кои ќе биде потребно многу време за тоа. А ние сме дадени тука нели да уживаме музика и да го проследиме настапот на нашите играоци. Како завршен концерт на годината која што помина, година која што за нас беше доста турбулентна, се случи промена на генерации. Не напуштија повеќе лица кои долги години беа тука со нас, работеа во друштвото, ни пристигна нови членови, се случи промена во стручниот тим. Настане на промена и како секоја промена во животот нели е потребно време за адаптација. Но и покрај се тоа, мисля дека имаме солидна година, со голем број на настапи, како на локално ниво, така и на национално ниво. Учествуваме, нашите најмлади членови учествува и на меѓународниот етнокамп во Охрид, а ја реализиравме и меѓународната турнеја во Република Хрватска. За реализацијата на сите овие настани, манифестации и учество нели во нив ни помогна голем број на соработници, пријатели и други лица, како што се општина Демиркисар, Министерство за култура, локалните институции. Те спомнаме индивидуални лица, како што се Чичко Перо од Сплит, од Хрватска и многу други. Сакал да упатам голема благодарност до целокупната јавност, посебно до родителите, за сите позитивни коментари кои што ги испраќате на наша адреса, на нашата локална установа, но исто така и за сите критики кои што ги упатрувате код нас, кои што се нормално во интерес на децата кои што членуваат тука во културното и етничко друштво, а и за самиот Демиркисар, а и за самото друштво. Нормално најголемата честитка оди до сите членови на Демиркисар, до играоците и оркестарот и културно-етничко друштво, предводени од маестро Благоје Груевски, раководител на за нивната посветеност и нивната работа што ја негуваат македонската традиција и фолклор и успешно ја презентираат секаде онаму каде што настапуваат. И ве молам уште еден аплауз за нив. Пред да продолжиме со музичката програма, ќе го помолам да се началник на научната Демиркисар господин Никола Мајдовски. И само кратко да убавам честитка по повод големиот юбилеј. Ви благодарам. Шановни присутни, ви представува особена чест и задоволство што вечер го имам можност да први да ве поздравам, потоа и да ви посакам добре дојде на годишниот концерт на Кутпилин ден од Демиркисар. Уште повеќе што оваа година културно-етничкото друштво Илинден од Демиркисар слави 30 години од своето постоење, 30 години успешна работа и што е најважно од се, 30 години достојна презентација на македонската култура на секаде из Европа. Ќе ве замолам за еден аплауз за оваа прилика, во лично име и од името на локалната самоуправа Демиркисар, да им го честитам јубилеот, да им посакам уште долги години успешна работа. Јас лично, општина Демиркисар и сите јавни предпријатија во општината стоиме на располагање и ќе излеземе во пресред на сите нивни барања и иницијативи на нашето културно-етничко друштво. Честитки за јубилеот уште еднаш. Јас го завршам со известување дека општина Демиркисар доделува или ја доделува
најголемата награда на општината, грб на општина Демиркисар, на еден голем пријател на културно-уметничкото друштво Илинден од Демиркисар, нашинец кој што долги години живее и работи во Република Хрватска, заслужен за многобројни концерти и настапи на Илинден во оваа земја. Го повикувам на сцената господинот Перо Груевски да ја подигне на оваа. Продолжуваме со програмата. Уживајте.
Тој свирот на брекнатите дамари на срцето и представува одраз на најскриените, најдлабоки чувства, поврзани со неговото приписување и стремежите да се биде свој на свој. Секој народ има своја историја и свој вид. Македонски е еден од оние кои што со векови е водел најмачната битка за своето одлежување. Потиснува над јаремот на вековните непријатели и покрива со почтеницата на неискрените пријатели, македонецот поминал долги години во несигурност околу сопствениот идентитет. Но, како Пире, искорнат из периодот на страдање, македонскиот фолклор одново се издигнува со уште посилен сјај и гласно почнува да сведочи за посетността на македонците и идната татковина. Во една позната реченица не случајно се вели: во Македонија нема да пееш или да играш, бидејќи македонците ќе те надпеат и ќе те надиграат. Така, фолклорот до денес најдобро е представен преку песната и македонските орани. Изучувањето на фолклорот и народната култура во Кутилинден ефектуира со приближување на народниот дух и фолклорната традиција кај членовите. Со тоа се насочи потник на константно растечки интерес за автентичните игроорни, песнопојни, инструментални и обичајни содржини што во македонската народна традиција обилуваат и пленуваат со прекрасни битови елементи и карактеристики. Традицијата е душата на една држава и еден народ. Традицијата не е во спевање на пепелот, туку спречување на пожарот. Ова е мислен еден познат бугарски композитор, кога има голема вистина која зборува за тоа колку е важно традицијата да биде негувана. Да се биде чувар на традицијата е чест и привилегија. Привилегија што мора секојдневно да се заслужува и да се негува, привилегија на која мора да се внимава за тоа што таа не дозволува импровизации и произволности, докато таа образува и опоменува. Ги опоменува сегашните, но и идните генерации, влюбеници во традицијата, фолклорот, уметноста и културата, да останат посветени на мисијата што ја започнале основоположниците на фолклорната дејност во Македонија. Продолжуваме со програмата.
Długo będziecie grały. Da.
se.
Симнете се во рекавето, соне е тебе почест. Лекнете да почнете и možda соне е тебе покојен. Ево и да, името ти го напишу, дошли да го сигнат, жедника сигнале да ги напоиш. Но ова ниба крутка од тебе ќе посеам класавка да никне, сонеа вклучињата да ни ги храниш. Но вери, ќе те оставам и кога ќе заминам пак да те гледам, волем. Еве таа проста земја, одволичен камен и сонце, децата уште не се одени кога откупуваат лопањи по градините. Еве таа проста земја, од пајачите и од води, мудрост на водата кој што ги запишува селски дивиња меѓу икони од црквите. И каде летото како судбина трае, до последниот останет. Еве ја таа проста земја од заморено дишење од молби с која времето одминува и пак се враќа со неа да го сподели лажното траење. О, еве ја таа проста земја од грчи од чекање, што ги научи и звездите да шепотат на македонски, а никој не ја знае. Си изнагледав месечите. Како капка мојата изгорена душа те испи за 3 животи напред и пак порок. Истегов со сите реки и празни корите им донесов на морињата и за шпионот во твој меса ако се криел, голко не пече. Зашто ти од малена не научи така просто, така јасно да се разбираме. Кој нож што нема среќа нема. За неколку нови чекори. Недостижност ме остави утринава зад себе. Чинам се делим. Твојот пат нагоре, мојот пат надолу. Стапни. Во твоите корени стриме никој пат да не се разделим. Кристијан Оринец. Да ги поздравиме нашите играоци и играоки кои со срце настапи оваа вечер. Уште аплауз и поздрав за оркестарот при културно-уметничкото друштво. Може ли да престане народот да создава песни и приказни? Може ли народот да не измислува шеги, да не игра ора, да не ги пее песните на своите предци? Секако дека не. Народот ја темели својата обстојба врз темелите на традицијата. Традицијата е таа која не треба само вештачки да се одржува, туку треба да биде длабоко проникната во нашето однесување, нашето зборување и нашето културно живење. Културно-уметничкото друштво Илинден и понатаму останува да биде чувар на вековната македонска традиција. Тој тоа го знае и го може. Да посакам уште многу години и децении да одбележува постоење и успеси. Уште долги години оваа сала да се радува на звуците од чекорот и песната на играоците, солистите и оркестарот. Некаде прочитав, ние сме многу, до Илинден е само еден. Пред завршувањето на вечерашниот концерт следува уште една точка. Од името на членовите на културно-уметничкото друштво и Домот на културата Илинден ви упатувам благодарност за интересот и поддршката што ни ја дадовте преку вашето присуство во овој културен проект. Да сте живи и здрави и да се видиме повторно. Да живее македонска